Добре дојдовте на уште едно видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На денешното предавање ќе го објасниме начинот на пишување на писмо, разликите меѓу формално и неформално писмо, потоа пишување на разгледница, CV и апликација за работа. Да започнеме. Пишувањето на писмо, како во македонскиот, така и во германскиот јазик, разликува два начини. И тоа формално или официјално писмо и неформално или неофицијално писмо. Во следните неколку слайдови ќе ги видиме разликите и ќе напишеме по еден пример. Формела или официјал бриф е формално писмо и тоа е писмо со кое на формален начин се обраќаме кон некого кој не ни е близок, например работодавец. При овој тип на писмо се користи формално обраќање и често со персирање. Кај информела или инофицијал бриф имаме писмо со кое на неформален начин се обраќаме кон некого кој ни е поблизок, например кога пишуваме на пријател или роднина. И во овој тип се користи поопуштен начин на обраќање. Ќе започнеме со формалното писмо. Официјалното или формално писмо се разликува од неофицијалното и има посебни правила. Како што кажавме, се користи при пишување на Bewerbung или апликација за работа, апликација за пракса и слично. Кои се правилата за пишување на формално писмо? Писмото содржи неколку делови, и тоа вовед во писмото, почеток на расказниот дел, потоа расказен дел, крај на расказен дел и крај на писмото. Воведот во писмото се започнува со Sehr geehrter или почитуван за машки род или Sehr geehrte почитувана ако зборуваме или се обраќаме во женски род. Потоа мора да го содржи презимето на оној на кој се обраќаме, а кога не знаеме презиме, се обраќаме со Sehr geehrte Damen und Herren, почитувани дами и господа. Кога зборуваме во множина. Почетокот на расказниот дел по правило се започнува секогаш со мала буква. Расказниот дел го содржи најголемиот дел од писмото. И не треба да се користат кратенки на зборови, бидејќи зборуваме формално. Крајот на расказниот дел содржи неколку зборови, например zur Verfügung stehen, стојам на располагање, или mit freundlichen Grüßen, во превод срдечни поздрави, а после Grüßen ставаме запирка. Крајот на писмото се завршува со нашето целосно име и презиме. За да правилата не изгледаат толку сложено, ќе напишеме едно официјално писмо, каде ќе ги примениме сите овие правила. Zum Beispiel. Во горната табела се истите правила. Sehr geehrter Herr Müller. Во воведот на писмото започнуваме со почитуван и содржи презиме. Броевите што се напишани во писмото ќе се истите според правилата.
Ich möchte Ihre Marketingabteilung nächstes Jahr sehr gern ein Praktikum machen. Во оваа реченица го имаме правилото дека започнуваме со мала буква. Zu meiner Person. Ich bin Makedonier und habe in Köln Wirtschaft und Marketing studiert. Auch ein Diplom gemacht. Jetzt mache ich gerade ein Praktikum bei Marketing und Media in Bremen. Ich habe auch schon als Praktikant bei einer deutschen Firma gearbeitet, bei Phobis in Köln. Ich spreche sehr gut Englisch, Serbisch und seit 4 Jahren lerne ich Deutsch. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Значи, овде го пишуваме крајот на расказниот дел. Mit freundlichen Grüßen, исто крајот на расказниот дел, и завршуваме со нашето име и презиме. Например, Штефан Јованов. Продолжуваме со информеле inofficieel briefschreiben или пишување на неформално и неофицијално писмо. Да ги видиме кои се разликите од формалното писмо. Неофицијалното или неформалното писмо се разликува од официјалното и има помалку правила. Неформалното писмо се користи кога се пишува на некој близок, пријател и слично. Како за формалното, исто така имаме правила и за неформалното писмо. И ги содржи истите сегменти, и тоа вовед во писмото, почеток на расказен дел, потоа крај на расказниот дел и крај на писмото. Да видиме кои се правилата. Воведот во писмото се започнува со либа или драг кога зборуваме во машки род, или либе за драга во женски род, или драги во множина. Исто се користи либе. И не мора да содржи презиме. Може да го напишеме само името на оној кој ќе го прими писмото. Почетокот на расказниот дел, за разлика од официјалното писмо, каде што се почнуваше со мала буква, сега го започнуваме со голема буква. За расказниот дел важат истите правила. Расказниот дел го содржи најголемиот дел од писмото. И исто така не треба да се користат кратенки на зборови. Продолжуваме со крајот на расказниот дел. Се користат неколку зборови, како например bis bald, што во превод е до скоро, кога сакаме да кажеме до скоро видување. Потоа, крајот може да го содржи зборот viele Grüße или liebe Grüße, кој значи голем поздрав. И, како во официјалното писмо, се клава запирка после viele Grüße или liebe Grüße. Крајот на писмото не мора да содржи име и презиме, може да се завршува само со нашето име. Тоа беа правилата за неформално писмо, а сега ќе ги применеме во еден пример да видиме како би требало да изгледа вакво писмо. Zum Beispiel.
Во горната табела ги имаме правилата на неформално писмо за подсетување. Либа Том. Во воведот во писмото започнуваме со драг и не содржи презиме, односно сме го напишале само името Том. Потоа ставаме запирка. Почетокот на расказниот дел, по правило, како што кажавме, се започнува со голема буква. Du hast nach meinem neuen Job gefragt. Значи во случајот, Том претходно прашувал за новата работа на оној кој му пишува моментално. Ach, ich bin überhaupt nicht glücklich. Ich arbeite nämlich seit Mitte Juni als Telefonistin in einem Callcenter. Jeden Tag muss ich schon um 6 Uhr früh anfangen und bis 14 Uhr arbeiten. Во овој дел го пишуваме веќе расказниот дел, кој го содржи најголемиот дел од писмото, како што кажавме. Das finde ich nicht gut. Ich schlafe doch gern lange. Am Abend kann ich dann auch nicht meine Freunde treffen. Am Morgen stehe ich ja wieder um 5 Uhr auf. Die Arbeit ist auch sehr langweilig. Und ich bekomme nur 900 Euro pro Monat. Das ist wirklich nicht viel. Den Job möchte ich nicht für immer machen. Im Oktober fängt ja meine Ausbildung als Hotelfachfrau an. Wie geht es dir? А сега заврши расказниот дел и продолжуваме со крајот на расказниот дел, каде користиме bis bald или до скоро. Даваме поздрав, пример viele Grüße, и се завршува со нашето име, во случајот Ана. Тоа беше се за писмата. Сега продолжуваме со die Postkarte или разгледница. Die Postkarte или Ansichtskarte, разгледница, е тип на неофицијално или неформално писмо. Пишувањето на разгледница се користи кога се пишува на некој близок, пријател и слично, кога сакаме да му раскажеме нешто за местото каде, например, што сме патувале. Кои се правилата на пишување разгледница? Исти како кај неофицијалното или неформалното писмо, бидејќи е тип на неофицијално писмо. Ке ги споменеме уште еднаш правилата. Се започнува со либа или либе, зависно од тоа дали е машки, женски род или множина. Не мора да содржи презиме воведот во писмото. Потоа се започнува со голема буква. Расказниот дел го содржи најголемиот дел од писмото. Не треба да се користат кратенки на зборови.
Крајот на расказниот дел завршува со bis bald и viele Grüße или liebe Grüße и клаваме запирка. А крајот на писмото го содржи само нашето име. Zum Beispiel. Во горната табела се правилата на неформално писмо кои важат и за разгледница. А сега да напишеме една разгледница. Liebe Eltern. Значи испраќачот му пишува на неговите роднини. Користи liebe или драги на неговите родители. Viele Grüße aus Wien. Hier ist es toll und wir haben ganz viel gemacht. Значи писмото го започна со голема буква. Zuerst haben wir das Schloss Schönbrunn gesehen. Danach wir haben eine Standrundfahrt gemacht. Gestern Abend wir haben das Zentrum und den Stephansdom besichtigt. Во овај дел го пишуваме расказниот дел. Am Samstag wir haben einen Ausflug an den Neusiedler See gemacht. Heute fahren wir weiter nach Salzburg. Продолжува со крај на расказниот дел, bis bald, viele Grüße или голем поздрав и се завршува со името Ана. Ова беше една разгледница од Виена, од Ана до нејзините родители. Не се трудете да го преведите целиот текст, бидејќи моментално ги учиме само правилата и предавањето е за почетно ниво, односно за A1. А сега ќе преведиме неколку зборови од вокабуларот кои се поврзани со пишувањето на писмо. Der Betreff во превод значи наслов. Die Anrede, почеток на писмото, или оној дел од писмото каде што го пишуваме поздравот. Die Unterschrift, каде пишуваме подпис. Der Absender, испраќач на писмото. И der Empfänger, примач на писмото. Потоа, die Postleitzahl, поштенски број. Die Adresse или Anschrift, адреса. И die Hausnummer, број на куќата. На следните неколку слайдови ќе опфатиме зборови кои се содржат во пишувањето на CV или биографија, како и апликација за работно место или обавување на пракса и слично. Der Name или Nachname или Familienname означува презиме. Не треба да не буни дека наме некогаш можеме да го употребиме како име. Значи наме е презиме. Der Vorname име. Das Geschlecht пол.
Das Heimatland, татковина. Der Geburtsort, место на раѓање. Der Wohnort, место на живеење. Die Adresse или die Anschrift, адреса. Geburtsdatum или датум на раѓање. Пота, Alter или возраст. Telefonnummer, vor Wahl angeben, телефонски број со наведен национален број. Die Staatsangehörigkeit или Staatsbürgerschaft, државјанство. Die Nationalität, националност. Leben или wohnen, живеење. Die Straße или улица. Die Postleitzahl, поштенски број. Die Stadt, град. И die Staat или држава. Das Dorf, село. Der Familienstand, брачна состојба. Ledig, неженет или немажена. Пота, Beziehung, во врска. Verheiratet, женет или мажена. Verwitwet, вдовец или вдовица. Geschieden, разведен или разведена. Die Berufserfahrung, стручно искуство. Или der beruflichen Werdegang, професионално искуство. Потоа, die Universität, универзитет. Die Fakultät или Hochschule е факултет. Die Fachrichtung или der Studienbereich, насока или област на студии. Die Ausbildung, обука или надоградба. Die bisherige Beschäftigungen, досегашно занимање или вработување. Die Fremdsprache, странски јазик. Со Grundkenntnisse, основно познавање, gut или умерено добро познавање, sehr gut, многу добро или напредно познавање на странски јазик. Die Führerschein, возачка дозвола. Der Personenkraftwagen, патничко возило. Der Lastkraftwagen или LKW, товарно возило. И der трактор, во превод што значи исто трактор. Kinder haben, имање на деца. Das Lieblingsessen или das Lieblingsgetränk, омилено јадење или омилен пијалок. Die Hobbys, хоби. Der gewünschte Beschäftigungszeitraum, посакуван работен временски период.
кога аплицираме за работа на краток период. Von, od, bis, do. Die gewünschte Tätigkeit, посакувана дејност. Што сакаме да работиме? Гастрономија, хотелиерие, во превод гастрономија или хотелиерство. Потоа систем гастрономија, zum Beispiel Burger King, систем гастрономија. Landwirtschaft, земјоделство. Gebäude, Reinigung, градежна индустрија. Industrielle Produktion, индустријска продукција. И egal или сеедно. Die Personalien, во превод лични податоци. Die email, исто во превод email. Die Unterschrift или die Signatur, личен подпис. И der Stempel или печат. А сега да направиме мала вежба за крај. На следните неколку слайдови ќе опфатиме зборови кои се содржат во пишувањето, односно правила кои ќе треба да ги поврзете со соодветното писмо. На левата страна имаме формално писмо, на десната страна неформално писмо. Формалното писмо се започнува со Sehr geehrter или Sehr geehrte. Потоа, исто така формалното писмо се започнува со мала буква. Дали ги поврзавте последните зборови? Значи, и формалното и неформалното писмо не треба да користат кратенки на зборови. Неформалното писмо завршува со Viele Grüße или Liebe Grüße. И формалното писмо завршува со нашето целосно име и презиме. Ви благодариме на вниманието. Ако се уште не сте кликнале, кликнете subscribe за следење на новите видеа кои ќе се снимаат. Останаа уште неколку видеа од курсот A1, а потоа продолжуваме со снимање на видеа за ниво A2.